Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Во денешното евангелско четиво, Светиот апостол Матеј, кој што беше автор и на вчерашното евангелско четиво, продолжува да ја раскажува историјата на Боговладенецот Христос, така што почнува со тројцата кралеви од Ист, за кој што вчера чувме, водени од звездата, иако далечни од Исток, тие стигнале во светата земја, со намера да му се поклонат на отрокот Божи, Христос, Спасителот на човештвото и на светот. Тогашниот цар Ирод дознал за нивното доаѓање, ама и за причините зарад кои што дошле, ги повикал кај себе со намера уште еднаш да ги испраша и да се стекне со сигурно знаење за се она што е врзано за новородениот Богомладенец. Тие му ја кажале сета вистина зашто дошле, како дошле, како стигнале во неговото кралство, и се разбира, го навекле Христа, новородениот цар јудејски, и при тоа не мислејќи на тоа дека тој треба да биде Ирод место Ирода, цар јудејски во земска смисла, туку во духовна, во небесна смисла, но за Ирод нивното сведочење дека е тој цар јудејски било доволно за во него да се разгорат страстите, ама и стравот дека некој ќе му го одземе тронот и дека тој некој е познат и веќе е роден. Ги испратил тројцата поклоници до крајот на нивната дестинација, до Витлеем. И Боже ми самиот се интересира за тоа кој е тој, каде е, со намера и тој царот на Јудеја да му се поклони на Христос. Но за тие мисли се криел неговиот страх и потребата да скова план со кој што ќе го ликвидира
Христа новородениот како свој конкурент. Тоа што Христос никогаш не бил, ниту сакал да биде, зашто тој по природа е над сите царства и над секој цар над сите цареви и таквите планови во главата на еден острастен монарх, како што бил Ирод. Јасно е дека не оставале основа за како годе страх по тоа прашање. И тројцата маги стигнале во Витлеем, му се поклониле на Христа Господа и му принесле дарови: злато, ливан и смирна. Сето тоа си има своја длабока символика. И златото, и ливанот, и смирната. Во нашиот случај ќе има своје длабоко духовно значење и ги означуваат несмртните дарови Божи. Тоа што тие како символ му го принеле на Христа во вертепот Витлеемски, ние треба да го спечалиме во нашиот подвижнички воден живот, да се претвориме во тие бесценни ковчеđиња преполни со несмртни христијански добродетели и себе си да му се принесиме на Христос такви. Самите себе си да се претвориме во несмртен дар, достоен за царот над царевите, за да стапеме во цврсто и неразделно единство со Него и за да можеме да го продолжиме низ сите вечности диалогот што веќе го водиме овде и сега. Според договорот, тројцата мудреци требале да се вратат кај Ирода и да му раскажат се за тоа што дознале за Христос од вертепот Витлеемски. Но тоа не се случило. Научени од Бога, тие кришум, тајно го напуштиле Витлеем и света Палестина и се вратиле во своите домови. Ирод сватил дека е измамен и во него се повеќе нараснувала желбата да го елиминира својот конкурент. И во неговиот ум се разбира, се роди најдемонската идеја што може да се роди во ум човечки. Да изврши геноцид над сите дечиња кои што биле најстари до 2 години и подолу, за да се земе целиот тој период како можност на раѓање на Христос, бидејќи не добил информација точно кога се родил Христос. Тој сметал за тие цели 2 години, доколку ги убие сите младенци во Витлеем, Христос тешко дека ќе може да се спаси и тој на тој начин ќе си биде сигурен Господар на царството со кое што владе. И се случил тој страшен геноцид, 14.000 дечи
се ставени под нож. И таа страст Иродова е страст која што за жал владее со душите на оние што управуваат со големите држави, така, особено така наречените големи сили, кои што не престануваат од истите тие причини да водат војна, да освојуваат туѓи територии, да ги подлагаат на геноцид сите народи што живеат на тие простори, со намера да им го одземат нивното богатство. Тоа се случува речиси секој ден на нашиот живот, секаде некаде се случува некоја војна и таа војна некој ја води, и додека таа војна се води, малечки народи, нејаки, несилни, страдаат до тој степен што се прашуваме ќе се оставили простор за нивно понатамошно постоење. Низ такви страшни, се проголтувачки, геноцидни постапки сме поминувале и ние низ вековите. Теоретски не е исклучено сето тоа повторно да ни се случи. Затоа, браќа и сестри, ние треба не толку да се секираме за тоа колкави земни блага ќе собереме и со нив ќе ги наполниме трезорите банкарски. Туку да се трудиме. Нашето битие, нашата природа, носена од нашата личност, да ја претвориме, да ја преобразиме во ковчежиња во кои што ќе ставаме духовно злато, духовен ливан, духовна Смирна. И на тој начин да се обезбедиме не само историско траење, туку и метаисториско, односно вечно постоење во Бога. А ние токму второво помалку го правиме. И тоа е една тема за која што денеска еве ние решивме да кажеме некој збор, а за која што треба секој ден да размислуваме. А имајќи го Светото Евангелие за основа на сите наши размисли, во рамките на свештеното писмо да се развива мислата наша, а од таа мисла евангелски заквасена и осмислена да се создаваат евангелски дела и ставови за кои што ќе бидеме спремни да застанеме со целиот наш живот. Амин. Христос се роди. Вистина се роди.